Како што најави во тема на денот, мој гостин, вице-премиерот за евроинтеграција Бојан Маричич. Добро вечер, Маричич, добре дојдовте во Дневник. Добро вечер, добро не. Евроинтеграциите Бугарија се наша централна тема. Една ваша изјава неодамна предизвика бурни реакции во јавноста, кога рековте дека имаме пракса на немешање во внатрешните прашања на било која наша соседна земја, тоа ни обврска од уставот, не е на Северна Македонија да кажува каде какво малцинство има во регионот. Предизвика ова реакција особено затоа што доаѓа во период кога Бугарија инсистира на внесување на бугарите во македонскиот устав. Како вие ги толкувате реакциите и доколку се вратите назад би промениле нешто во формулациите на ова изјава? Јас повеќе пати го коментирав ова прашање јавно, дури имав и можност да објаснам оваа изјава. Она што ми беше целта е да се држиме во рамките на нашиот устав и на нашата политика, која што е веќе ваква во континуитет. Ние прва одредба за немешање во работите на друга држава имаме подпишано уште со декларацијата 99-та година меѓу тогаш премиерите Љупчо Ѓорѓиевски и Иван Костов, каде што стои таа формулација дека ништо од таа декларација нема да се свати како мешање, ниту пак ќе се мешаат било која држава во внатрешните прашања поврзани со оваа тема. Истото е ставено, истата формулација во договорот за пријателство и добрососедство од 2017 година, а ние во 2019 година внесовме еден амандман на Уставот, 36-тиот амандман, во кој што велиме ќе се грижиме за идентитетот и културниот посебност на македонскиот народ и другите народи кои живеат во Република Северна Македонија и за нашите државјани надвор од границите на државата. Така што секој кој што се декларира на определен начин, тоа треба да се уважи, меѓутоа малцинскиот статус на која било заедница, на која било малцинство во било која држава не е работа наша. Наша работа е да ги дефинираме етничките заедници во Република Северна Македонија. Не знаете зошто ова ве прашувам. Да, се е тоа факт кој што го наведувате како е регулирано во уставот, во меѓународните договори и така натаму. Меѓутоа и бугарскиот устав не предвидува мешање во внатрешните работи на други земји. Јас го преведов целиот. Никаде не стои дека Бугарија има обврска да се меша во внатрешните работи на соседните земји, па гледаме дека има буквално директно мешање. Вулгаризирање на едно прашање до степен да стане услов за отварање на преговори, внесувањето на бугарите во македонскиот устав. Затоа реагира македонската јавност. Инаку прашањето на македонското малцинство во Бугарија ние со години сме го имале како тема. Со децении. Со децении, но никогаш толку високо на агендата, затоа што никогаш не сме биле доведени во ситуација да немаме никаков реципроцитет, односно да се бара ништо од нас што ние не можеме со децении да го добиеме. Видете, прво државата, нашата држава, Северна Македонија, не барала низ годините ништо во таа смисла од Бугарија. Не, но тие организации се воделе битка пред меѓународните институции. Тие како луѓе кои што се декларираат како македонци, луѓе кои што пробуваат да создадат своји структури таму, се обраќале и до европските инстанции, институции и до бугарските институции. И тоа е вистинскиот пат. Значи, сите нивни права можат и треба да ги остваруваат на тој начин. Но не можат, затоа е фрустрацијата. 16 пресуди на меѓународен суд. Од друга страна, никаква реакција. Од друга страна, ние кај нас уште пред преку 20 години сме одлучиле нашата држава да дефинираме како држава на македонскиот народ и на другите делови на народи и етнички заедници кои што живеат тука. И сме ги набројале таксативно во голем број. Да не ги редам сите, да заштедиме на време. Постои веќе долгогодишно барање и на други заедници да бидат вклучени во уставот. Хрватската, црногорската, па и еве и бугарската. И тоа не е од сега. Ќе ги внесеме сите тие заедници? Во моментот кога ќе се отвори таа постапка, ние рековме дека сме подготвени како влада да разговараме за внесување на овие заедници, бидејќи не гледаме концептуален проблем, политички проблем во нашиот систем, така дефиниран, на етнички заедници кои што живеат и кои што се наброени да бидат внесени во уставот. Тоа е случај и со ромската, и со турската, со српската заедница, со албанците, со сите останати, кои што сме бошњаците, да не ги набројувам сите, ќе заборавам некого, кои што веќе сме ги ставиле во уставот и веќе црпат своји права. Тоа дали ќе ги прошириме на уште 3 или уште 5 концептуално за нашиот устав и за нашиот политички систем не е никаков проблем. И повеќе пати сме кажале дека сме подготвени до членството во Европската унија, да го отвориме ова прашање и да го заокружиме
како работа на нашиот систем, со тоа што ќе ги внесеме и овие три заедници. Да, може би малку преговарачки проблем кога од старт ќе кажете дека тоа ќе го направиме. Не, ние велиме дека немаме проблем тоа да го направиме. Добро, но кога? Кога и како? Кога сметате допрва вие дека треба да се се договориме. Јас мислам дека треба да се направи пред пристапувањето во Европската унија, тоа е став на владата. Дел од бугарските политичари сметаат дека тоа треба да се направи веднаш и уште пред почетокот на преговорите. Ќе видиме како тоа ќе се реши, меѓутоа тоа е едно од отворените прашања и мислам дека ние треба за тоа отворено да разговараме, кога е тоа возможно, како е возможно и на кој начин. Видовме на средба кај председателот Пендаровски со македонските здруженија од Бугарија, кои тој дури не си ни дозволи да ги нарече македонски здруженија во Бугарија, туку организации на граѓани од Република Бугарија, но следуваше остра реакција од бугарското МНР, каде што вела дека тој се обидува да ги обнови темите кои се во спротивно со договорот за пријателство, добрососедство и соработка од 2017. Ваквите действија не придонесуваат за изнаоѓање решенија за политички прашања. Кој е вашиот став за оваа средба? Погреши нешто председателот во контекст на договорот и актуелните преговори? Председателот е институција која што има право да се среќава со сите со кои што мисли дека треба да се среќава и со кои што побарале од него средба. Не би сакал јас да зборувам во име на председателот Пендаровски, меѓутоа не мислам дека таа средба не треба да биде предимензионирана. Тој одбрал да ги сретне, разговарале и имаа јавни изјави после тоа и мислам дека не треба таа средба да се гледа како некој вид на заострување, бидејќи навистина работиме во една сосема нова атмосфера, со сосема нова енергија, не затвараме, ниту пак избегнуваме било кој од отворените прашања. Нам ни е многу важно да работиме со меѓусебно уважување, базирано на европски принципи, со ценење на нашата посебност и нашиот дигнитет, за да можеме да изнајдеме решение. Мислам дека сите треба да се потрудиме, и од наша страна, и од страна на Бугарија, што повеќе да ги менаџираме евентуалните тензии или евентуалните потенцијални проблеми и тензии, за да овој процес кој што го започнавме пред 2-3 недели, му дадеме шанса и видиме какви резултати ќе даде и дали ќе успее на брз рок да ги затвори сите отворени прашања. Кога велите нова енергија, да, вие го велите тоа, но кога ќе стигне на ваква реакција за една таква средба, како да енергијата на кај нашиот сосед не е драматично променета, ми изненади тоа што дозволивте да не одговорите како влада или како МНР или како евроинтеграции, туку требаше председател на држава да одговори на МНР. Тоа во дипломатијата многу ретко е, мислам, од различен ранг да биде преписката помеѓу две институции, како да не стои владата позади председателот и овој пат. Реакцијата на бугарското МНР беше на председателот Пендаровски и таа средба, така што беше логично да одговори председателот Пендаровски. Ние сме во постојана комуникација со колегите од бугарското МНР, мислам дека и председателите се во комуникација, така што верувам дека ќе има и брзо посета од на Софија страна председателот Пендаровски. Сите правиме напори да има успех во ова што го правиме. Секако дека ќе има ситуации како ова и ситуации кои што може да предизвикаат тензии, меѓутоа нам ни е битно патеката која што е зацртана и по која што одиме со работните групи и со политичката комуникација на највисоко ниво, и меѓу председателите, и меѓу премиерите, и меѓу членовите на влада, да доминира со дискурсот, да доминира со текот на настаните во наредниот период, затоа што сметаме дека навистина има добра волја од двете страни да се затвори ова прашање кое што веќе предолго не мачи и не оптоварува. Добро, со работните групи, еве тие стартуваа денеска, утре веќе со работа на економски теми. Малкумина очекуваат дека може да има проблем кој ќе се дебатира за економските прашања, за културната соработка. Очигледно дека клучните проблеми настануваат во делот на историјата, но и во дефинирањето на македонскиот јазик. Како евроинтегративец, вие имате сега палката кога станува збор за дефинирањето на преговарачката рамка. Токму таму настанува проблемот како ќе се дефинира македонскиот јазик и дали барањата на Бугарија ќе станат посебно поглавје, какви гаранции ќе добие Бугарија во овој процес на преговори. Португалскиот предлог предвидуваше дека Бугарија ќе има право на фуснота, со која што практично ќе биде само посочено дека Бугарија го дефинира македонскиот јазик како јазик согласно уставот, а не дека ние тоа го правиме. Може ли да ни кажете која е нашата црвена линија во тој дел, во делот на јазикот?
Не е важно само Бугарија да има гаранции, важно и ние да имаме гаранции за работите што ќе ги договориме дека ќе бидат спроведени и да имаме гаранции дека тогаш кога ќе се договориме за тие работи и кога ќе се обврземе на некои работи, со нивното исполнување или со почетокот на нивното исполнување ќе биде отстрането ветото и на правилен начин ќе биде усвоена преговарачката рамка. Ние да не заборавиме дека по одлуката за почеток на преговорите од март 2020 година, практично закочивме на усвојувањето на преговарачката рамка и заради јазикот, но и заради тоа како вид на прашања може да се најдат во преговарачката рамка. Важно е за нас да не стане процесот на европеизација, процес на билатерализација или процес на оптоварување на преговарачката рамка со билатерални прашања. Тоа не го сакаат ни членките на Европската. Тоа е важно и за другите држави членки, тоа е важно и за Европската комисија, зашто Европската комисија може да проектира услови за Северна Македонија само врз основа на тоа што е дел од европското право. Ова е предизвик, еден од работите кои што ги дискутираме со Бугарија. Немаме се уште договорено начин и точно точки, но сигурен сум дека во координација со Европската комисија, впрочем ние во наредните денови со премиерот Ковачевски и со министерот Бујар Османи одиме и министерката Петровска одиме во Брисел на повеќе средби на кои што ќе се разговараат повеќе прашања, сигурно ќе се разговара и за ова прашање. Ние ќе се поставиме секако принципиелно дека сакаме да останеме приврзани за обврските кои што ќе ги договориме, сакаме да имаме гаранции дека и Бугарија ќе ги спроведува и сакаме да се најде во преговарачката рамка само она што одговара на да речеме европските вредности или со каква позиција за јазикот? Во однос на јазикот сме кажале повеќе пати дека ние не можеме да отстапиме, ниту сакаме да отстапиме, ниту тоа одговара на денешно време да отстапуваме околу тоа дека имаме право да говориме македонски јазик и тој и да го нарекуваме македонски јазик и тој да биде еден од нашите обележја како што е во Обединетите нации, како што е во другите организации, така да биде и во Европската унија и мислам дека околу тоа немаме практично нема друга црвена линија освен таа. На тоа не обврзува и уставот, на тоа не обврзуваат и декларацијата во собранието и мислам дека никој од нас нема друга намера освен да имаме чиста формулација за македонскиот јазик. Добро, кога излезе тој португалски предлог, ние позитивно, мислам вие како влада позитивно го оценивте. Но таму се предвидува ваква можност, значи со фуснота. Не е баш таква можноста, меѓутоа не би сакал јавно да преговараме, бидејќи навистина не е продуктивно. Има друга формулацијата во португалскиот предлог, меѓутоа тие предлози се сите предлози кои што останале на маса, не се ништо од тоа не е ниту договорено, ниту прифатено. Затоа е битно сега врз основа на тие научени лекции, тоа што е таму содржано, да дефинираме нешто што може да биде прифатливо и за нас и за Бугарија. Добро, значи владата оди со позиција дека нема да се прифати фуснота на македонскиот јазик во преговарачката рамка. Никакви задршки околу македонскиот јазик не смее да има во преговарачката рамка, затоа што сметаме дека имаме право на тоа и тоа е право на секоја држава да се го нарече јазикот како што мисли. Бугарија има своја позиција во однос на тоа, во однос на македонскиот јазик. Ќе видиме како тоа ќе го да речам каков однос ќе изгради Бугарија кон преговарачката рамка и кон тоа прашање, меѓутоа тоа е предмет на разговори и на преговори. Вашиот претходник во оваа позиција, поранишниот вице-премиер Димитров, обвини дека се спроведува салама тактика во преговорите, кога при посетата на Петков беше соопштено дека Македонија ќе испрати нота до Обединетите нации во однос на краткото име и уште едно прашање отвори тој подоцна, а тоа е потребата на македонскиот јазик во одговорите 5+1. Дали се споменува македонскиот јазик во одговорите на бугарските барања 5+1? Вашиот колега во МНР одби да го презентира јавно, бидејќи вели тоа е драв документ. Сигурно имате информација како е формулиран. Бидејќи е драв документ, јас не би сакал да го комуницирам јавно, бидејќи ги знаеме точките кои што се таму, тие биле јавно споделени. Ние во секоја прилика сме укажувале дека нам ни е битно прашањето за македонскиот јазик да се реши на вистински начин. Немаме никаков пристап на делење на темите. Првата тема само се одвои заради тоа што сметавме дека е најбезболна и најмалку, да речам, би предизвикала било какви реакции, најмалку спорна по било кое прашање и најлесно да се затвори. Да затвориме како чин на добра волја една од блокадите.
дури и ништо друго да не се договориме, ова ќе остане како едно но имаме ли бенефитите решено. од Апсолутно имаме бенефит затоа што Бугарија веднаш после тоа се изјасни во Советот на Европска Унија дека прифаќа користењето на скратеното име. Еден од проблемите бидејќи во европските извештаи само за нас во секоја ситуација се пишуваше целото име и практично ни беше обструирано или негирано правото да користиме искратеното име, што ни е секако овозможено и со Преспанскиот договор и со нашата лична карта во Обединените нации. На овој начин тоа го имаме сторено и во други организации, таква нота имаме испратено ние и во други организации и мислам дека на овој начин го затворивме тоа прашање. Имаме бенефит дека Бугарија го прифаќа да го употреби нашето скратено име. Ние деклариравме дека Република Северна Македонија и Северна Македонија е еден ист субјект и на тој начин затворивме едно од прашањата. Сите останати прашања ќе ги решаваме во пакет и тогаш кога се ќе биде договорено ќе се смета дека имаме договор за сите прашања без да ги одвојуваме едно од друго. Кога ќе инволвирате опозицијата во ова? Ќе има ли лидерска средба на која за затворени врати ќе ги информирате, затоа што утре при финализирањето на договорот ќе барате нивна поддршка во парламентот. За уставни измени исто така ќе ви треба поддршката. Ќе бидат ли ставени пред свршен чин или ќе има поголем општествен консензус околу тоа за што и како се преговара? Самиот факт што има декларација усвоена во собранието, прифатена од сите партии, е веќе знак дека постои диалог и дека постои линија на која што ние се согласуваме и ги отцртуваме националните интереси. Премиерот Ковачевски јавно го повика лидерот на опозицијата, тие разговарале телефонски и јас очекувам во наредниот период, во наредните неколку недели да се случи лидерска средба на која што ќе се разговараат повеќе прашања, меѓу кои и ова, и ќе биде информирана опозицијата за текот на разговорите, но исто така е битно да ги чуеме и нивните ставови. Бидејќи ако нивниот одговор на прашањето за уставни измени поврзани со да речам впишување на етничките заедници во уставот е да го скратиме собранието за 1/4, тоа не е изнесување на став. Тоа е едноставно дефокусирање на други прашања. Значи, многу е важно опозицијата да тргне искрено во ова, затоа што ова е прашање кое што прво се однесува на нашите европски интеграции, второ се однесува на добрососедските односи и трето е проблем кој што нема да исчезне. Значи и за 5 години, за 10 години, кога и да се смени владата, нема да исчезнат овие проблеми и треба заеднички да ги решаваме и да има поддршка и од опозицијата. Секако таа треба да биде конструктивна, беше деструктивна во случајот со Преспанскиот договор. Се сеќаваме дека Добро, затоа ве прашувам дали ќе бидат вклучени за да не бидат ставени пред свршен чин на ден на гласање. Дека ќе бидат, дека ќе бидат вклучени, ќе бидат. Тоа не гарантира само по себе дека ќе бидат и конструктивни, затоа што во случајот со Преспанскиот договор беа деструктивни. Јас се надевам дека овој пат ќе искористат шансата да влезат во овој процес поинаку и навистина да се реши процесот на заеднички интерес без да ги делиме граѓаните, без да оставаме отворени рани кои што после тоа ќе ни се вратат како бумеранг, без да оставаме простор да мисли кој било дека може во иднина, како што даваат лажни надежи за Преспанскиот договор, дека тоа можно да се промени во иднина под нивен притисок или нивен диктат. Опозицијата кажа дека е завршена работа Преспанскиот договор. Тоа сакам да кажам. Го како, мислам, не прифаќајќи го во смисла на тоа дека сметаат дека е добар, но дека е фактичка состојба. За да не дојдеме до истата ситуација, ние ќе ги вклучиме и сега, но важно е да имаат искрен и конструктивен однос и кога разговараме на темата да имаат своји позиции, своји ставови и реални позиции кои што можат да се однесуваат со реалноста. Ние можам да уверам дека владата ќе се грижи комплетно за заштита на нашите интереси, за зачување на македонскиот идентитет и македонскиот јазик и за што поширок консензус во собранието во ова прашање. Бојан Маричич, туку имаме време, ако имаме уште многу прашања, особено што како прв евроинтегративец, за жал, главното прашање е Бугарија. Многу било подобро да разговараме за тоа колку ќе притискате за спроведување на вистински европски реформи, дома и европеизација на нашето општество. Тоа е примарна наша задача и мислам дека од кога ова го ставаме на колосек со Бугарија, јас како вице-премиер за европски прашања, секако бидејќи водам една од групите заедно со другите колеги со Бугарија, ќе се посветам на тоа и на заживување на структурата за преговори и на притискање за реформите, бидејќи тоа ни е приоритет и тоа го правиме за нас и за наше добро. Бојан Маричич во Дневникот, благодарам. Благодарам и вам.